Одговорност ки имало, ама кога? Затворот Идризово е како Колумбија, со ножеви, мобилни телефони, дрога, па дури и ладно оружје, а министерот за правда Тупанчевски уверува дека сите кои учествувале тие предмети да се внесат во келиите ќе сносат одговорност. Но кога целосно ќе заврши истрагата, сега Тупанчевски не сака да открива детали дали само службениците и затворениците ќе се сносат со последиците од противзаконитото поседување предмети во казнено-поправните установи или ќе падне и разрешување на директорот. Значи ќе биде процесирано комплетно, ќе биде документиран случајот и ќе бидат преземени соодветни мерки кои што нема да бидат, според мене, ако денот се познава по утрото, нема да бидат од дисциплински карактер. Во вчерашната акција во 25 келии во Идризово беа запленети 37 ножеви, 50 мобилни телефони, ладно оружје и дрога, а не се исклучува можноста да не биле одземени сите. Директорот на Управата за извршување санкции Маријан Спасовски тврди дека ќе се преземале вакви акции почесто и не само во Идризово, туку и во останатите затвори во Македонија. Направен е претрес неселективен во повеќе оделение во 25 простории на казано-поправен дом Идризово. Нормално дека се уште постојат индиции дека има мобилни телефони, ние редовно на дневно ниво се вршат претреси на одредени кели, меѓутоа станува збор за најголем затвор и не е можно во една акција да бидат офатени сите кели. Тупанчевски признава не биле најсјајни условите во казнено-поправните домови, а оваа констатација имале и граѓаните на Македонија, но преземале активности да ги подобрат.